Под патолошко, во секојдневието на еден психолог кој ќе дојде на посета клиент, се подразбира главната мотивација која што го довела тој клиент кај психологот, а тоа е најчесто е една нелагодна состојба, едно страдание кое што е на психолошки карактер и кое што драстично го намалува квалитетот на живење на тој клиент. Затоа и тој дошол. Значи тоа е, не мораме да навлеземе длабоко во дефиниција, меѓутоа површно и опширно, најсимплистички поставено, а тоа е секоја она нелагодна состојба која што драстично ни го намалува квалитетот на животот, а најмногу незините корени најмногу датираат од психолошки карактер. Кои се најфреквентни форми на психопатологија или состојба со која што доаѓаат клиентите? Па дефинитивно број 1 состојба која што е најфреквентна и со која што најчесто доаѓаат да се пожалат клиенти, а тоа е анксиозната состојба и сите форми на анксиозни состојби, заедно придружени или не придружени од панични напади. Која е најретката психолошка појава или психопатологија со која што имам сретнато? Веројатно тоа би било едно конвулзивно нарушување, конвулзивно расстройство, кое во основата подразбира најинтензивни, најспецифични симптоми се контракција на мускули, неволонтерни контракции, односно целото тело се згрчува и целиот тој напад и таа епизода многу потсеќа на епилептичен напад, меѓутоа нема епилепсија, односно нема невролошка природа за епилепсија, симптомите најчесто се од психолошки карактер, односно провокациите се од психолошки карактер и тоа го викаме психосоматско нарушување.